Николас се преселила во Флорида со семејството во 1990-тите. Претходно била сопственик на ресторани во близина на Чикаго. My mom was real good with finances. Мајка ми беше добра и со финансиите и со сметките. Штедеше. Ми приде еден ден и ми рече: "Мајк, овој чек е за тебе. Што ќе сториш со него?" Лекарите ја диагностицирале со Алцхемерова болест во 2012. Изминатите месеци таа доби нова форма на терапија за социјализирање. Николас е едно од бројните постари лица кои страдаат од синдром на мозочна закружлавеност. Сега деновите ги минува со милениче, направено од човек. Тие се креирани од група на поранешни вработени во Хасборо. Сега вработуваат работни домашни миленичиња за постари. Интеракцијата со нив им го менува животот. Стимулацијата ги прави сите анимирани. Сите се социјализираат меѓу себе поради милениците. Милениците им носат радост на пациентите. Иако се работи за роботи за играчка, за нив е нешто друго. Го гледаат како вистинско куче. Алцхемеровата болест погодува околу 5,7 милиони американци. Се работи за подмолна болест, која го заробува умот на човекот и не му дава да размислува. Со овие животни, барем за кус период во денот, пациентите може да се релаксираат и да уживаат во моментот со нивното роботско милениче.